Добар ден на сите. Како сте, дечки? Добар ден на сите. Дали се слушаме? Имаме и други. Одлично, 42 во првото вклучување. Алал да ви, толку сте нестрпливи после викендот? 2 минути пред време имаме 43. Šta bliže? Повели? Кога ќе ни кажеш оценките? Кој ќе ги добијам, душо ќе ви кажам како ќе ги направиме, ќе ги поставиме на секого по математика, значи за моето оделение кажувам. Резултатите од мислењата ќе бидат за секој ученик посебно ставени во нивните папки, во 605. За секој посебно, секој родител со вашите юзернейм и пасворд може да се логира за да го види. А за останатите ученици од другите оделенија ќе ги добиете преку класните на начин на кој што тие ќе одлучат. Доколку се одлучите или сакате, тогаш на секој посебно во нивната во вашата до 17 треба да се случи. Чи најкасно до 17. Сега кога ќе биде ќе видиме. Кажував за другите ученици, мислењата по математика, записите ќе ги добиете како текст на секој ученик поединечно. Значи во кои ќе бидат готови, значи до 17 во 602, 603, 604. По групите за секој ученик поединечно ќе бидат запишани мислењата за секого посебно. И секој посебно може да си го прочита. Сега вака, ми треба една помош од вас, од сите ученици. Особено се однесува за моите, од моето оделение во 605, а потоа и од другите ученици. Ми треба да ми дадите следната информација. Јас имам овдека испис кој се логирал, кој не се логирал, ама во вашите групи со учениците да разгласите. Ми треба кој не може, значи кој не може и кој воопшто не е приклучен на ова што го работиме. Дали разбирате? Затоа што сака училиштето и државата на некој начин да му помогне. Значи да не ги преварувам сите видеа јас комплетно. Значи ако имате информација, секој во вашето оделение, кој не може да се приклучи, запишете го со име и презиме, пишете број од ученикот, негов мобилен од родител, било каков број, за да можам јас да стапам во контакт и класниот раководител, преку училиштето и преку министерство да видиме што можеме да направиме. Значи, зборувам оној што не може. Дали ви јасно тоа? Исто така. Еве сега ќе ви исклучам да не се воздржувате таму. Значи исто така. Сите ученици што се вклучени сега 47. За да не го пишувате долу мејлот, сите еден по еден. Можете да си отворите во вашите групи, во вашите тетрадки, секој во своето оделение. Значи, кој ќе појдете, например, во 603. Вака, сега ќе ви покажам. Тоа што ви го споделив, ќе го прекинам. Сега ќе споделам нешто друго. Ќе ви отворам документ. Само да го најдам. Повели? Имаме како? Нема да имаме, душа. Нема да имаме. Значи, вака сега, ќе ви споделам документ. Затоа сакам да ви покажам како. Ева, каде го прозорецот во кој што го гледам јас во моментот, на кој што се сите испишани. Еве гледате дека се PS1 и дека имаме 5 на гости, значи 46 наши ученици. Значи, сакам да ви кажам дека во делот, во тимот, во Teams, например, ќе го изберам моето оделение, 605, тоа важи за сите оделенија. Во делот овдека клас ноутбук. Во делот клас ноутбук горе, секој оделение си има посебна тетрадка за себе. Вие ќе треба, секој од вас, секој од вас посебно, овие ги стоат имињата на сите ученици, ќе си го отворите, бил вашето име, јас го отворив од Маја, ќе отворите во делот работа на час и овдека вашиот родител ќе запише
негов имейл, негов телефонски број, за да јас истиот, ако не е внесен, значи, ако тој истиот број не е внесен во електронскиот дневник, за да јас можам да го внесам, и на тој начин да го добиете, ќе ви го испратам и од другата страна од електронскиот дневник, како изгледа записот. Молам. Ништо не се гледа, само цртна слика има. Паузирано е споделувањето. Сега ќе го вратам назад, затоа што друго споделив. Сега нема ништо, нема споделено. Значи вака. Ова сега треба да го гледате. Значи, секој од вас во тимот во кој што се наоѓате, во кој што сте како одделение, ако не можете да го најдете, секој во својата папка да пише име, презиме, мислам тоа го знаеме сето, имейл од еден од родителите, исто така да пише мейл, телефонски број за контакт со родителот, па го имаме ние, ама дневникот ни е на училиште, јас немам пристап до тоа. На некој имам, на некој немам. Треба да го запишите. Тоа може да го направите сите ученици, доколку не можат. Слободно на приватна порака, кај мене на месенџер нека го испратат секој еден родител такви податоци, затоа што нешто планирам за да ви испратам, за да на сите родители да не го пишувам тука за вас, па после ќе ви кажа што е работа. Значи ми треба имейл адреса на секој од родителите. Значи, доколку родителот ја запиши, во ред. Ако не може на местото кај што ви кажа, слободно нека испрати во приватна порака. Повели? Еден од родителите или два? Еден од родителите, доволно еден од родителите, да кој што можам најлесно да стапам. Значи, еден од родителите или старателите. Не е битно на кој. Не е битно на кој. Еве сега ви поделив. Значи, а видиме колку сме денес тука и официјално да си го почнеме часот. Значи, Наставните, повели? јас ви пратив за моментот на мишме. Да, видов. Ако на некој видов, значи тој што нема слободно, нека го напише тука. И ве молам уште еднаш ве замолувам, утре имаме наставнички во групите со учениците, слободно, значи без страф, ние сакаме да се обидиме да ви помогнеме. Секој оној што не може да се присуствува на ваквите часови или на било кој друг начин, слободно напишете го да се обидиме да помогнеме. На било кој начин. Чи без срам, без било што, секој оној што не може да присуствува, а знаете дека не е присутен на часовите, слободно нека пишете го, пишете негов број, јас ќе го најдам, ако треба ќе појдам до училиште, ќе го земам дневникот. Дали сте јасни? Наставниче, Повели? дали Наставниче. Полека чекај, Барбара. Ајде, Маја. Наставниче, дали ние имаме родителска? Па не знам, нешто планирав, ама не знам како ќе испадне. Значи ќе имаме да се договориме и за тоа ми требаат пред се. Ќе контактирам со секој. Наставниче, може кога ти заврши часот? Ама не е душа, не е планирано, така треба да се договориме само. Значи може ако има некој тука да почнеме само, ама не можеме, не сме договорени, не може така. Треба сите да се договорат, јас ќе направам формулар вечер, ќе го испратам па ќе видиме. Наставниче. Повели? Повели? Например, сега ако наставнициве се во групиве, дали со нив ќе одржуваме час? Не знам душа, јас не можам да зборувам за другите наставници, јас кажувам за мене. Значи, разбираш? На календарот нема ништо напишано, а има, например, часови. Ама не не знам душа, тоа со другите наставници ќе правите муабет, затоа што сите други имаат опција за да го прават ова што ние што го правиме, секој го прави на поинаков начин. Има право за тоа. Ама вие треба да следите упатствата на наставниците. Како ќе ви кажат така? Наставниче, Повели? зошто во квиз за определување на процентот количество, првите 4 прашања ги напишав точни за да не пишеме како ни е името. И мене ми ги пиша дека се грешни. Не, тоа не се грешни, се бодуваат со 0 поени. Значи нема врска тоа. Намерно е така направено за да може да го одговараат и гостите и да можам јас да видам кој гостин го одговара, затоа што гостите не се логирани со училишни акаунти. Наставниче? Повели?
ги вратим од определување на процентот кој ќе Мислам дека го вратив вчера вечер. Ги отворав сите, ги проверував, од извештај пишував до Јас училиште. не добив известување. Провери, види, мислам дека го вратив. Ама ако не сум го вратил, ќе го проверам сега после квизов одма. Ноќе вчера вечер ги праќав, значи можно касно да било тоа. Па да немаш проверено. Друго нешто? Наставниче, Повели? Повели. кај мене само црна слика се гледа и ми пишува Давид Миновски. Не знам оди. Не знам души да немаш грешено на друго место да не си појдена. И јас гледам се. Па ете, значи нешто е кај тебе, Барбара. Пробај да го отстраниш тоа. Одлогирај си пак приклучи се. Ајде вака сега. Дали имате уште нешто да прашате пред да почнеме? Не е вратен кај мене. Што тоа не е вратен? Не е вратен, добро, ќе го вратам после. Значи можно да... Страниче, Молам? тестовите прогледани. Види дека штом ќе бидат готови, ќе бидат вратени во вашите фолдери сликани со решенија за секој од вас. Значи штом не сте добиле, не е вратен. Добро. Значи да не му се секирате, бидејќи ова време сега да сме здрави живи, оценката е најмал проблем. Ќе научиме до 7, 8, 9 оделени и ќе научиме се што ни треба. Вака се. Добре дојдовте сите. Молам? Предлог тесто кој ќе го пуштите? Тој што ви го спомнав? Па можев да ви го пуштам и денес, ајде денес вечер ќе ви го пуштам. Тој што беше едното за проценти. Ајде вака се. Официјално да го почнеме, добре дојдовте денес, е по 12 минути, во 16:09 минути. Официјално го отвораме денешниот час, како што забележувате, и ќе имам споделено документи, треба да го гледате, тој што ќе го работиме. Значи денес ќе почнеме нова тема. Значи темата е геометрија и решавање проблеми. На ова што го гледате пред вас, се сите цели што треба да ги усвоиме во долгорочното планирање по геометрија. Односно, што вие на крајот од 6 оделение, од дел од геометрија треба да научите. Дел од ова ни е учено прво полугодие, дел ќе го повториме сега и дел... Повели? Пак не можам да кренам, не знам оди. Па не знам душо, изгледа само кај тебе, кај друг има проблем. Не. Значи, кај тебе е душо, пробај види нешто да немаш нешто сгрешено. Значи, На вашата. значи вака сега. Ова се целите од долгорочното планирање по геометрија. Дел од овие завршивме во прво полугодие, дел ќе завршиме во второ полугодие. Сега ќе поминам кратко. Значи, препознава и класифицира го поминавме прво полугодие. Црта ја опишува 3D форми, нешто спомнавме, нешто не. Видовите четириаголници ги спомнавме. Мрежи, овој дел го немаме, ова ќе не биде ново. Што ќе го учиме? Ќе цртаме мрежи на 3D форми. Исто така и овој дел проценува црта остри агли и мери до највисок степен, исто така во триаголникот. Значи, овој дел не остана за сега. Положба и движење имавме нешто координати, ама нешто ќе повториме. Значи, за да ги завршиме овие работи, имаме на располагање 20 часа. Вчера јас проверував, не ја задов тетрадката, 20 часа некаде треба да завршиме првата недела од мај месец. Со геометрија. Имајќи го предвид дека секој час ќе имаме, секој ден ќе имаме по еден час, значи треба да завршиме некаде првата недела на мај. И морам да повторам дека ова е сликано од програмата од Бирото за развој на образованието. Значи, за моите ученици особено се однесува. Имајте ја тетрадката пред вас, во која што ги пишувавме својствата на сите четириаголници. Се што имавте изработено за четириаголници и триаголници, чувајте го, затоа што првите 2-3 часа ќе повторуваме. А потоа ќе учиме нови работи, кои што ќе бидат навистина нови и треба да ги научиме. За сите останати, овие документи што ви ги покажувам овдека, ќе ги имате сите достапни, како за гостите, така и за учениците од Блаже Конески. Ова е средорочното планирање што е објавено на веб страната на Бирото за развој на образованието и првите два линкови што се понудени не функционираат. Значи првата лекција што е предвидена не функционираат, ние ќе се обидиме да реализираме. Значи овдека е програмата што треба да ја реализираме за секој час
поединечно. Таа стои тука, кој што сака може да ја види. Пред да почнеме, исто така, освен нашите учебници, кои што ги имате вие, и работна тетрадка. Збирката не ја спомнувам, оти не треба да ја спомнам. Секој од вас доби учебник и работна тетрадка. Според учебникот и работната тетрадка, најчесто ќе ја користиме работната тетрадка, оти сите ја имате таја. До сега не ја користевме и ќе ви кажам зошто. Може би сега нема да ја користиме толку многу. Почнуваме со 24-та страна, завршуваме со 33-та страна. И исто така почнуваме од 74-та, завршуваме со 83-та страна од работната тетрадка. Секој час ќе ви кажам подече. Материјалите за секој час што ќе го гледаме, следиме тука онлайн, се направени последните книги. Првата книга е оригиналната книга од Cambridge Primary, учебникот по математика за 6 оделение. Гледате, ова е оригиналниот учебник по програмата, по нашата програма што се изведува по Англија. Значи, задачите ќе бидат изврнати тука. Исто така, ќе бидат од учебникот математика за 6 оделение од Серена Александар, од Галор Парк. Овдека десно гледате содржината што ќе ја работиме. Значи имајте во преди, сега сакам да ви објаснам, односно сите што слушаат. Англиската програма што ја учиме, да нема недоразбирање. Значи, делот за геометрија е овдека. Почнува од трансформации. Едам дали има форми. Еве овдека агли и триаголници. Исто така, имаме овдека 2D форми и на крајот имаме периметар во и 3D форми. Значи, ова е сето што е од учебникот, од каде што ќе ги правам материјалите за часот. Значи, не е еден. Наредно, имаме учебникот од Oxford International Primary математика. Значи, ова е оригиналниот учебник во издание на Оксфорд. Првиот беше на Кембридж. Можете да забележите, молам? Ќе биде пуштено видеото на YouTube? Да, ќе биде. Значи, Не знам. нема проблем. Не можам да гледам. Нема проблем, нешто е од кај тебе има сгрешено. Значи, ова е учебникот со левата страна целата содржина. Забележувате дека цикличниот карактер на геометријата, што ја учиме, се повторува неколку пати. Еве во овој учебник се наоѓа во овој дел форми и геометрија и потоа го имаме во уште еден дел, ми се чини, еве позиција и движење. И уште еден учебник што ќе го користам за нашите часови е учебникот од Нумикон, исто така учебник за 6 оделение во издание на Оксфорд, во кој што исто така има задачи и активности за 6 оделение. Например, во делот геометрија е овој дел, во кој што имаме 2D форми и агли. Парам сега уште еден дел за геометрија. Еве го делот. Овој дел има во овој учебник има и кругови. И еве го координати, но ние во нашата програма за кругови немаме. Значи, тоа е она што треба да го сработиме денес. Денес, според нашата програма, што го нема никаде на друго место, јас го искористив првиот учебник што ви го спомнав, бидејќи како што видовте линковите не функционираа од програмата кај нас, го искористив учебникот од Cambridge Primary, учебникот за 6 оделение, по кој што има една многу интересна активност, што ја гледате сега овдека. Ваша задача, бидејќи учиме за да повториме сега. Првин гледајте ја сликата, јас ќе ја зголемам сега. Ваша задача ќе биде да кажете колку квадрати, колку трапези, колку делтоиди и колку прави агли гледате на цртежот. Значи, одиме со ред. Гледајте ја сликата и запишувајте колку квадрати, колку трапези, колку делтоиди и колку прави агли имате на сликата. Сега ќе ја зголемам. Да гледате сите. Па потоа ќе дискутираме сите заедно. Значи, уште еднаш повторувам. Квадрати, еве ќе запишам. Значи, ни требаат колку квадрати гледате. Наставниче, наслов геометрија. Молам, да, геометрија. Квадрати, потоа трапези, потоа делтоиди и прави агли. Ајде, сега ќе ја зголемам уште малку сликат, еве овдека.
Имате 3 минути. Потоа ќе дискутираме. Значи, колку квадрати гледате, колку трапези, колку делтоиди и колку прави агли. Повели? Го рестартиравте и сега можам да гледам. Добро, одлично. Запишувај тоа што треба и продолжи. Учениче, Молам? има два квадрата. Нева, рековме имате уште 2 минути. Разгледувајте, после ќе дискутираме. Значи, разгледајте го, запишете го тоа што ви треба и ќе дискутираме после. Кои се, како се, шо се, па после ќе играме една игра. Значи, квадрати, трапези, делтоиди и прави агли. Значи, уште една минута имате. Да размислите. Наставниче, Мола? може неколку минути за да помислам малку? Па помисли, сега ќе пробаме. Учениче, јас знам. Ајде, готово и 20 почнувам. Ајде, бидејќи си приклучен. Бидејќи не знаеш што ќе те прашам, со тебе ќе почнеме од последното. Од прави агли. Колку прави агли гледаш? И кажи ми, јас ги пишувам. 12. Ајде, кои се тие прави агли што се 12? Горното, долното, левото и десното. Значи тоа е овдека, мислиш горно? На горно, долно и лево и десно. Тоа се 4. Наредно? Во зеленото квадратче има 4. Значи тоа се 8. И кој уште 4? И кај делтоидите. Овие овдека мислиш? Ова јагол овдека? Ова јагол? Не. Па нема друг агол кај делтоидот. Ова е овдека? Долниот кај Овој? делтоидот. Ова е овдека? Ма не е тој прав. Тој не е прав. Дали некој друг мисли дека има други прави, освен овие 8 што ги напишавме? Ја мислам дека се 8. Да, точно 8 се, нема други прави агли. Ајде сега да видиме, Стефан, ти се јави. Делтоиди. Колку делтоиди гледаш? Има 4 делтоиди. Значи, кои се ти, ајде? Какви се по боја? Какви се по боја? Портокалови. Значи, 1, 2, 3, овие 4, така? Значи, Да. делтоиди има 4. Ајде наредниот, колку трапези имаме? Може јас? Ајде. 4 трапези. Кои се тие 4 душо трапези? Оние со портокалово и плаво се. Аха, значи, еве трапез 1, трапез 2, трапез 3, трапез 4. 4 трапези. И квадрати? Колку се квадрати? 1. Молам? 1. Два се. Малиот, зелениот и големиот. Значи, 2 квадрати имам. Ете така. Вака сега. Внимавајте сега следното. Сега ќе играме една игра. Дали знаете што е танграм? Не. Како не бе, дечки? Парчињата што ги правевме од лист хартија на училиште.
заслужува. Колку делчиња имаше од еден лист квадратен колку добивавме? Ајде да видам дали памтите сега. Ќе пишувам овде каде. Мислам 8 дека беа. Ја мислам 8. Некој друг? 12. 12 сега. Друг некој? 8. Не, 7 беа. Сега ќе ви повторам како може да ги добиете. Значи ќе се сетите затоа што го правевме на училиште. Значи, листот што беше правоаголник, први го свиткувавте, нели, диагонално за да добиете квадрат и го сечевте овој делот што е овдека од листот. Така овој дел го сечевме. Не ни требаше. Листот го свиткавме на половина. Што добиваме сега? 2 триаголници. Сега ќе се обидам да ви нацртам тука јас, да не цртам со слободна рака, да биде прецизно напишано. Еве вака. Значи на пола го делите листот. Еве вака. Се надам дека ќе биде точно. Потоа, ако се сеќавате добро, што правев? Овој триаголник што беше горе го виткавме, овој ќош, го виткавте довдека. На тој начин што овдека добивавте, значи овој ќош беше овдека и ќе добиевте вакво нешто. Така, овој дел го сечевте овдека. Така беше? Ќе добиеме овдека деловите од квадратот и сега овдека само ова го сечевме наполу. И сега да ги зброиме. Делчињата. Имавме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сега, колку триаголници имаме овдека кај танграмот? 7. Вака, добро, сега ќе видиме во задачата. Вака сега. Значи, на овој начин ги правевме танграмите. Можно овдека да сгрешиме, затоа што требаше да имаме и паралелограм. Значи, ова наместо вака да биде пресечено, во едното делче, требаше вака да е пресечено, да добиеме и паралелограм и триаголници, ама сега ќе видите. Сега, на сите ученици во групите ќе биде достапно следните игри. Значи, јас ги спремив за денес да си поиграме малку. Значи, на следниот линк, како што го гледате сега, има подесено повеќе игри. Секоја игра си е различна. Ја сега ќе отворам, првата што ми пишува дека е нешто потешка. Да видам, нека се отвори кај мене. Значи, ова е поприлично потешка. Ќе оставам за вас дома да изиграте. Сега ќе отворам. Видам втората дали ќе се отвори, па ќе ви го поделам прозорецот. Значи, спремајте се. Ова ќе ја решаваме. Значи, вака сега. Значи, овој файл ви е достапен. Линковите од сите игри ќе бидат достапни за сите. Ќе ги копирам во разговорот кај што ни се во групите. За секој да може да си ги види. Сега вака. Го прекинувам споделувањето на прозорецот, сега тука што го гледате, и ќе ви ја покажам играта. И секој од вас, кој што сака да проба, ќе може да се вклучи, и јас ќе му дозволам. Пожелно е преку компјутер да види. Значи, ако е некој на мобилен, ќе пробаме да видиме дали може, а ако не може, тогаш ќе пуштиме некој што е од компјутер. Ќе видите сега што е работа. Еве сега, овдека јас имам контрола. Значи, на тој што ќе побара, јас ќе пообидам да му дадам контрола. Значи вака сега. Целта во следната игра е лево ги гледате делчињата во различна боја. Значи, триаголниците, сите поголемите, квадратот, паралелограмот и триаголникот. Целта е да ја добиеме фигурата што се наоѓа од десната страна што е сива. Сега, првиот доброволец. Еве го Максим побар. Ајде, Максим, ти дозволувам тебе сега. Сега ти можеш со глувчето од кај тебе да пробаш да движиш фигури за да ја составиш фигурата од десната страна. Целта ни е следна. Слушни ме сега. Дали ме слушаш? Максим? Слушни ме сега. Кога ќе ја фатиш фигурата, ја кажуваш која е фигурата, каква е бојата, па ќе видиме кај ќе ја наместиш. Дали ти јасно? Значи ќе речиш, земам квадрат
или земам триаголник со зелена боја и да видиме кај ќе го наместиш. Дали ти е јасно? Ајде пробај. Ајде пробај. Значи имаш право, можеш да движиш сега со глувчето. Не можеш? Како не можеш, бе Златен, ти дадов контрола, значи мора да можеш, изгледа немаш овозможено. Чекај да проверам. Дај да видам во опциите. Ти дадов право за да можеш да... Добро, ако не можеш да се снајдеш, одиме вака. Молам? Ајде вака. Повели? Јас си на играта. Добро, нема проблем. Вака сега. Максим, слушаш? Максим, дали ме слушаш? Вака сега. Многу слабо јас те слушам, не знам зошто. Ако не можеш ти, дај да пробаме со друг ученик, а ако не може тогаш, па ќе бараме друг начин. Може така? Еве Стефан Ковиловски бара контрола. Ајде да пробаме со Стефан. Стефан, сега ти имаш контрола. Добро. Ајде сега ти движиш, така? Еве, пишува дека си ти. Ајде сега пробај. Кликни на фигурата, гледај се, внимај, слушај што ти кажувам, слушај. Горе пишува со црвено упатство. Држи го копчето Shift на тастатурата, додека го движиш за да можеш да го ротираш, да го наместиш кај што ти сметаш ти. Значи кликнуваш и го движиш. Ако сакаш да го ротираш, користи Shift. Ајде пробај. Можам. Можеш, ете го сврти малиот правоаголник. Тој го сврти веќе. Наставниче, кај мене ништо не се гледа. Како не не? се гледа дека го движам. Значи јас видов дека ти го сврти. Исто е кај мене. И кај мене исто наставниче. Добро, готово. Само сликата. Само сликат. Добро, готово. Вака сега. Исклучи се. Стефан? Јас сега ќе ви покажам. Еве вака. Значи да знаете за дома кој ќе го правите. Еве, Стефан? Значи, јас на страницата. Including, момент, само момент. Наставниче, кај да ги најдем игриве? Ќе ги имате на линк после сите, после часот. Сега вака, еве јас ќе го направам тоа. За да видите како треба. Значи го бираме овој триаголник. Сметаме дека треба да го наместиме. Значи овој каков триаголник ајде? Каков триаголник е овој? Кој ќе ми кажи? Рамнокрак. Рамнокрак. Каков рамнокрак? Каков аглол има? Какви му се аглите? Нема тап, ова е прав. Двата се остри и се исти. И ова е овдека каков е горе? Ој на врвов аголов, каков е? Па прав, значи ова е рамнокрак правоаголен. Сега видете, кликнувате на Shift копчето и го вртите. Кога ќе бидете готови, го местите, еве, например, овдека. Потоа, очигледно, дека сега овдека ни треба да биде другиот триаголник поголемиот. Еве ќе го земиме. Притискаме Shift, исто е таков, ист идентичен, ќе го наместиме, еве, овдека да пробаме. Или пак, ако пробаме, еве, вака овдека да го наместиме, да видим. Значи, еве го овдека. Наставниче, Повели? јас успеав да ја уклучам игра. Ма можеш, значи вие го имате линкот овдека горе, може да го гледате. Може да си го пробате тоа после дома, ма ајде сега да видиме. Целта беше сега да видиме понатаму. Сега ќе земам овдека, се гледа еден поголем триаголник, значи овој ќе го земам, со Shift ќе го свртам, па после ќе си играте, ќе ви ги покажам сите. И овој го носите овдека. Потоа го земам овој триаголник, го свртувам, како што треба, како што сметам дека треба да биде. Потоа го земам квадратот, го местам. На крајот, видиме само ќе сгрешиме. Мола? Јас најдов како се. Добро, браво, сите ќе најдете, сите треба да ќе пробате. Ја мисля дека ќе можеме, мака со контрола да ви дадам за да го вие вртите, ама проблем испадна. Нема да може.
Ама верувајте дека сигурно може. Еве го. И ја добивме формата. Дали некој сака да проба да му дадам јас контрола за наредната фигура? Може јас? Ајде да видиме. Може јас? Вака сега. Маја, пробај да побараш контрола. Да ти дадам јас контрола. Еве вака. Сега јас ќе ти дадам на Маја да ја најдам. Да ја најдам Маја. Ма немам овдека. Значи, Ангела, Стефанија, Јана. Ај на Јана да пробаме. Јана на компјутер си? Јана, дали си на компјутер? Не на страниче. Добро, ама не ти Јана, другата Јана, Спирковска. На компјутер си? Ајде вака, ајде пробај ти. Чекај, мене нема слика. Како нема слика, бе, шо гледаш ти? Ништо не гледам, сите црно. Сето црно, ајде вака да пробам да ја прекинам сега. Значи тоа е до интернетот. Еве вака сега. Ќе го прекинам споделувањето, уште еднаш ќе го пуштам. Ќе пуштам играта уште еднаш. Еве вака сега. Ќе му дадам контрола на првиот. Вака. Стефанија, дали си на компјутер? Да. Ајде пробај, ти давам контрола сега тебе. Добро. Дај пробај сега ти да движиш на фигурите и да ги наместиш на место кај што сакаш. Не може. Не може, си изгубува контролата затоа што некој друг пробува. Чекај сега 2 секунди, Стефани. Тебе си кликам. Сега, еве го. Сега имаш право, ајде пробај. Ти го гледам јас, тебе те гледам. Ете го така. Сега притисни Shift и ќе го вртиш. Го гледам само почетно ова. Не гледам дека се врти ова, дека се движи. Па добро. Значи ќе пробате сами да го направите тогаш. Добро. Молам? Давид Мицковски, речи го, снима. Добро, нека снима. Затоа може и проблем, нека го исклучи снимањето. Јас ќе го исклучам, ајде сега. Јас ќе го исклучам снимањето, можно и да кочи и од тоа. Еве вака. Ај сега да се видиме уште еднаш. Чекај да видиме први полека. Значи не испадна непредвиден проблем. Стефанија беше приклучена, дали уште? Ај пробај сега. Ајде. Јас гледам дека ги движиш. Сега го движиш зелениот триаголник. Не. Големиот, како не, го предвижи другиот сега триаголник. Тој долниот десен. Вие гледате? Ништо не гледаме. Добро, готово. Дечки, готово. Значи завршуваме тоа, ќе ги добиете линковите. А дали гледавте јас кога движев? Да. Добро. Да. Ајде сега, ќе те молам да го исклучиме тоа. Cancel control. Готово. Значи, проблемот не може да се споделува затоа што е игра. Ќе го имате линкот од играта. Еве јас ќе го прекинам споделувањето. Ќе ви покажам друга сега некоја. Ќе го отворам документот кој што не имаше. Еве вака. Ќе ви отворам наредна игра, трета игра. Значи ова сите ќе ги имате линковите вие за да може да си ги проверувате после. Значи сега ќе го споделам прозорецот да ја видите играта. Еве вака. Значи сега во ова игра, момент. Значи во ова игра имате 1, 2, 3, 4, 5 игри. За да ја составите играта, фигурата што имате со танграмите, се што треба да направите да кликнете на плей. Сега. Еве ги фигурите. Сега треба да ја составите целата фигура со делчиња. Ова е малку потешко затоа што имате фигури што не се танграми. Значи ја земате фигурата и со само кликнување фигурата ја ротирате. Ја кликнувате точката што ја гледате и таа се ротира. Ваша задача ќе биде да го составите квадратот од кој што се добиени сите делчиња. Но ова е малку потешко затоа што ги немате не се само 7 делчиња, туку се многу повеќе. Но кој што сака може да проба. Другата игра, сега ќе отворам и третата игра. Еве ја последната.
Овдека исто така може да ја играте. Само сега што вие треба да составувате форма која што е составена од други геометриски форми. Пример имате трапез, триаголник, ова е параваголен трапез и некоја си друга фигура што е четириаголник. Значи ова е, ќе го имате како опција да си ги пробате после. Се уште две имам за вас подготвено, ќе може да ги пробате. Само да ви покажам што се можете. Ево, ова е многу интересно затоа што има и видео. И сега го пуштам за да слушнете каков е звукот. Вие не... Сега, еве каква е играта. Значи, треба да ја кри... Сега имаше упатство во која ви кажува дека треба да составите фигурата со 7 и сабирате ниво која сакате. Еве јас првото го пробав и сега треба да го составите од овие фигури триаголник. Значи ова е една по една форма и ги вртите, ги каставате. Значи ова ќе ги играте сите после. Значи ова ни беше предвидено да се запознаеме со танграм формите. Ќе го направивме тоа, сега да се вратиме назад на тоа што треба да го сработиме. Значи го прекинав споделувањето и сега ќе се вратам во тоа што треба да го сработиме ние. Значи ова бе се сите игри кои што сега ќе ги копирам одавде од документот. Овој документ ви е достапен на сите и го имавте и во поканата. Ќе го отворам четот од нашиот состанок овдека. Еве кај што некој пишува. Еве овдека. И целата содржина на линкот со се сите, целата содржина на текстот што го гледате со се сите линкови. После ќе може да кликнувате за да ги добиете сите. Во чет добивте сите линкови од ова што го правевме за сега муаве. Сега. Продолжуваме понатаму. Дали ви јасно тоа? Значи, повторувам за сите вас. Ова ни беше само како подсетување тоа што треба да го работиме. Сега, ќе почнеме само малку, а ќе продолжиме наредниот час. Наредно, за наредниот час да се подготвите. Имајте пред вас и треба да запишите. Сите триаголници што ги знаете, значи на едно ливче да ги имате запишано за наредниот час. И сите четириаголници што ги знаете, затоа ви реков да ги имате пред вас поделбите што ги правевме првото полугодие. Значи сите триаголници и сите четириаголници да ги имате пред вас, затоа што ќе ги групираме. На некој начин ќе дискутираме. Исто така, еве овдека се прикажани некои од триаголниците, за кои што ќе зборуваме наредниот час подетално. Затоа каков може да биде триаголникот, што значи да биде триаголник, какви агли треба да има, какви правоъгли, дали еднакви страни, како се запишуваат, тоа сето ќе ни биде повторување. Исто така ќе зборуваме и за паралелни прави, кои ќе ни требаат за четириаголниците, квадрат, ромб, паралелограм, делтоид, трапез. Затоа ви реков, подсетете се на сите форми. Рамнокръг трапез, ова е некоја форма што ќе ја спомниме, правоаголен трапез. Значи сите тие фигури имајте ги пред вас. Дали ви јасно? Значи имајте ги пред вас и овие документи што се тука споделени. Значи овие сега сите што ви ги спомнав јас во паралелни прави. Овие сите четириаголници и триаголници, значи особено овие четириаголниците овдека, што се квадратот, ромбот, паралелограмот, правоаголникот, делтоидот, трапезот, рамнокракиот трапез, правоаголниот трапез. Сите ги зборувавме првото полугодие. Имајте ја тетратката пред вас, ќе се обидиме заедно со вас да ги повториме уште еднаш кои се нивните својства, молам. Готово, завршувам уште малку. Од ова треба да се подготвите за едниот час, ќе дискутирам. Значи наредно, овдека ние за симетријата ќе зборуваме, значи овој документ,
сите овие триаголници што се, ќе ги делиме, имаме задачи за нив. Значи, запишете ги сите триаголници што ги имате. Еве сега да спомнам јас, ќе ви спомнам уште нешто на почетокот утре, па заедно ќе го сработиме тоа. Дали ви јасно? Значи, за утрешниот час, имајте ги пред вас сите видови триаголници, не е така лошо и да ги имате нацртано пред вас, оти ќе ги групираме по некое си својство. Сите, јас ќе ги цртам и ќе ги објаснуваме сите еден по еден. Дали сме јасни? За играта, што ви испратив на сите, можете да пробате да ја играте со танграмите и да се обидувате да ги составувате различни. И толку имавме за денес како почеток од геометрија. Повели? Че може утре да имаме кахут? Нема да може, душо, затоа што не сме почнати. Кога ќе завршиме тоа што ни е планирано утре за триаголниците, тури потоа ќе можеме да го играме како кахутот во кој ќе правите нешто што ќе научиме. Значи, повторувам за утре. Ни требаат сите видови триаголници и сите видови четириаголници што ги знаете, а беа учени. Дали ви јасно? Ќе треба да знаете сите тие да ги нацртате. Сите треба да знаете да ги нацртате и да ги определиме по некое својство. Ама вие тоа ќе го правите утре на начин на кој што ќе видиме. Дали сте јасни? Значи, толку беше за денес. Со помош на играта, сите овие материјали што се тука ќе ви бидат достапни на сите. Може слободно да ги гледате. Сите цртежи што се напишани тука и покрај тоа што се на англиски, јас ќе ви ги објаснам идниот час, но вие сите ги имате напишано во тетратката од првото полугодие. Значи, треба да се подсетиме на сето тоа што го работевме тогаш, во еден час, тоа ќе го направиме утре. И ќе учиме еден дел нов, што ќе ни биде навистина нов, и тој ќе биде симетрија и ред на симетрија, ама спорувавме за тоа минатиот час, мислам прво полугодие, кога одевме на училиште, ама сега ќе ви пообјаснам подетално. Дали јасно? И уште еднаш повторувам, вашите родители да ми исплатат на било кој начин телефонски број и мејл нивни. Значи, толку за денес, се гледаме утре, дечки, во истото време, во 16 часот. До гледање, дечки. Повели? Повели? Значи ни ја пратите прегледана или? Која е домашна, душо? Таја што беше се одреди ДДВ на... Таа на задачата, не, прати ја ти, ако е во ред, ако не ти вратам ништо е во ред, ако не е во ред, ќе ти пишам. Добро, Како знаеш, така прати ја. добро, до гледање. Ајде, до гледање.